Успешна 2016 година за општина Битола со реализирани голем број проекти во сите сфери на општественото живење. Градоначалникот Алески денеска на пресконференција ги издвои најзначајните реализирани проекти, односно акцент стави на проектот за реконструкција, изградба и санација на 100 улици, изградбата на 68 урбани и 48 рурални стојалишта, изградбата на киното Манаки, чии градежни активности се целосно завршени, а се очекува уредувањето на интериер, признанието за транспарентноста на општината, инвестициите во образованието. Како главен проект кој понатаму останува приоритет на општина Битола со цел да се намали невработеноста, се инвестициите во индустријската зона Жабени. 2016 година веќе направивме нов пристапен пат кој што го побара инвеститорите. Значи изборувам за Кромберг и Шуберт кои што се уште се движат некаде околу 3000 нови вработувања, но знаете дека тие инвестираат во нов погон, кој што ќе биде со капацитет за нови 1500 вработувања, така што очекуваме вкупната бројка за 2 до 3 години да изнесува 4500 вработувања само во Кромберг и Шуберт. Но тоа не е се. Таму вложуваме и во делот на парцелите кои што ги зедоа нови инвеститори. За сега можам 100% да ви кажам за тројца. Значи вие ги знаете, Челмак, тоа е една турска фирма која што купи парцели, изработува проект и ги очекуваме деновиве да дојдат да побараат одобрение за градење. Потоа Цера Метал, кој што исто така се во фаза на изработување на својот проект за изградба на фабриката, и Натуралија Фуд, тоа е италијанска една фирма која што исто така купи парцели. Чекаме да го доизработи својот проект и да побара одобрение за градење. Така што 2017 година очекувам да значи почеток на изградба на најмалку 3 фабрики за кои што ние знаеме, а се разбира дека има интереси кај останатите, но тие се во почетна фаза. Градоначалникот Алески исто така посочи дека продолжува реализацијата на долгогодишните проекти, при што ги издвои градежните активности во комплексот АРМ, најавената гасификација и топлификација на Битола која ќе биде од огромно значење за граѓаните, како и проектот за изградба на колекторски систем и поставување пречистителна станица која ќе ги прифаќа отпадните води. Како приоритетни проекти на општина Битола во оваа 2017 година се инфраструктурните зафати во селото Долно Оризари и на селбата Мал Парис. Почнуваме со вистинска голема реализација во Долно Оризари. Таму веќе работиме на атмосферската канализација. До крајот на 2017 јас сум убеден дека најголемиот дел од она што им го ветивме на граѓаните ќе го завршиме, а тие бараат санација, реконструкција и асфалтирање на улиците во Долно Оризари. Значи почнуваме со еден голем проект, тој им го должиме заради некои технички проблеми кои што ги имавме и се разбира проблеми од правен аспект. Таму малку се одолжи работата, тоа требаше да биде досега завршено. Исто така, сакам да кажам дека слична е ситуацијата во Мал Парис. Мал Парис и Долно Оризари идниот период имаат приоритет од општина Битола, затоа што во Мал Парис исто излегоа проблеми на терен. Во своето обраќање градоначалникот на општина Битола Алески исто така информираше дека оваа 2017 година предвидено е да се градат 3 нови кружни текови, а ќе се набават и нови сообраќајни знаци со цел пренасочување на сообраќајот на одредени улици, со цел да се намали сообраќајниот метеж. Општината за оваа година најавува големи вложувања и во спортот и спортската инфраструктура. Во моментов интензивно се врши реконструкција на спортската сала Младост и на северната трибина на фудбалскиот стадион под Тумбекафе, а наскоро, како што е предвидено во програмата Реално на ВМРО ДПМНЕ, во комплексот Златен рид на просторот на некогашната касарна треба да почне изградба и на нов голем спортски комплекс.